Комедијата Секси лаги во режија на Драгана Таневска е новата премиера на националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев Театар Куманово во втората сезона за 2022 година. Представата ќе биде изведена в петок со почеток во 20 часот како последна представа на 25-тото издание на меѓународниот театарски фестивал Денови на комедија. И ова година фестивалот го затвора наша комедија на Театар Куманово. Ова година тоа е представата Секси лаги на режисерката Драгана Таневска. Сигурен сум дека ќе најде на одличен одзив кај публиката, како и секоја наша представа на Театар Куманово. Ова е комедија која што можам да кажам има и малку уметничка вредност. Не е само да биде за забава на публиката, туку има и многу убави визуелни решенија, има многу убави ликови, има многу убави карактери, ситуации кои што беа предизвик и за целата екипа. Според драматургот Симона Тоскиќ, комедијата Секси лаги, работена според текстот Секси љубомора на Марк Камолети, е спој помеѓу интригата и љубовта, страста и моралот, вистината и лагата, сведоштво за начинот на кој се третирани љубовните и семејните релации помеѓу еден маж и една жена. Ова е представа во која конфликтот на интереси произнесува чувства, реакции и односи кои ги прават ситуациите комични. Имав одлично искуство како драматург во представата Секси лаги. Мислам дека направивме една многу убава представа која што обработува љубовни и семејни релации. Мислам дека направивме конфликти кои што ќе насмеат публиката. Во представата играат Марко Трајковиќ, Сања Русеска, Жарко Јовановиќ, Нина Максимова, Александра Михајловска и младите актери гости во представата Анастасија Величковиќ и Никица Јанковски. Актерите ги повикаа кумановци да ја проследат комедијата. Ова е многу интересна, брза представа, која што има темпо, гледлива е и сигурно дека ќе најде кај интерес кај гледачите. Француска класична комедија, комедија која што се базира на интриги, комедија на интриги, каде што смешното произлегува од самите ситуации и сплетки кои што се дешаваат. Мојот лик е на извесен начин лажго, тој изневерува во представата и тоа не само жената, туку и љубовницата. Значи има двојно неверство. Би ги поканил сите кумановчани да дојдат на оваа представа, бидејќи верувам дека направивме една вистинска представа која што мислам дека ќе се игра со години. Би сакал да кажам нешто за ликот на Нане. Ако играм ликот на Нане, всушност тоа е еден слуга, батлер, лик кој што е ставен меѓу две бури, а тоа е ѕвончето и кујната. Ова е еден прекрасен процес, затоа што екипата е многу пријатна за работа, исто така и режисерката. Навистина уживав и ова е мојата прва комедија. Ликот кој што го играм во представата се вика Има. Таа е всушност жената, односно жената која што изневерува. Процесот беше за мене многу убав, лесен, едноставен, брз и забавен. Јас уживав, нема да зборувам многу за ликот, ќе кажам дека играм ескорт дама. Супер е да имаме гости и да имаме луѓе од страна, за да ја малце ја разведрат и дадат нова енергија во ансамблот. Се надевам тоа ќе продолжи во некои други проекти и представи. Забавно беше, јас максимално се забавував. Јас го играм ликот на Миле Милевски. И што може да се каже за еден лик како Миле Милевски? Миле е тој што е жртвата во представата. На некој начин од него доаѓаат сите тие комични ситуации кои се случуваат. Тој е моторот кој ја покренува целата ситуација во самата представа. Многу ми е мило што работиме млада екипа, пред се има млада енергија, одлична енергија на сцена. За сценографијата во представата е задолжен Крсто Богоевски, за костимите Дарко Илиевски, а дизајнот на постерот е на Стефан Јакимовски.